Па добро, јас сум тука релативно нов, еден месец сум во новиот клуб. За ова кратко време можам да кажам дека условите се добри, се гледа дека клубот работи на едно професионално ниво, каде што во година од година сака да напредува и да постигнува се подобри резултати. Тоа се гледа во самата организација, во луѓето што работат околу клубот, во самиот клуб внатре ние играчите, начело со стручниот штаб, се гледа дека има една позитивна атмосфера, позитивна енергија помеѓу сите нас. Мислам дека има големи амбиции овој клуб за наредните години, како што кажав и претходно, да расте од година во година. Сега јас сум задоволен, ќе видиме понатака. Звокон Шудновски е главен тренер тука. Колку тој ви помага да се адаптирате во новата средина? Па добро, знаете, малце поспецифично, сега тренерот доаѓа од иста држава каде што доаѓате и вие. Нели нормално, тоа е една може олеснителна околност како мене за играч, но кога ќе видиме од другата страна, јас сум професионален ракометар, тоа не треба многу мене да ме загрижува или не знам некој плюс да ми дава. Јас работам максимално коректно на тренизите, без разлика кој е тренер, максимално се однесувам професионално на надпреварите, така да мислам од таа страна има некоја олеснителна околност за мене, но јас сепак ние нели сме професионалци и гледаме тоа што го работиме на најдобар можен начин да го одработиме. Така да мислам исто така, Звонко е за мене овде што е тренер, гледам дека он има и голем респект во романскиот ракомет, добро го почитуваат, така да мислам дека тоа е еден добар однос помеѓу мене и него. Го одигравте градското дерби против Динамо. Овој надпревар е сличен помеѓу Вардар и Металург што е кај нас. Може ли да ни кажете каков е односот тука кон овој надпревар наспроти тој што е во Македонија? Па добро, да, вчера беше првиот надпревар од, да кажам, на неутрален терен од супер купот. Немаше многу што да се види, немаше многу публика, ми рекоа со играчите дека на првенствените надпревари е повеќе публика, има повеќе напнато, повеќе притисок. Вчера не беше до таа мера, да кажам. Значи, слично е како Вардар Металург, тоа дерби со Динамо. Они и минатата сезона игра, се боре за шампионската титула, каде што Динамо нели го освои првенството. Мислам дека и оваа година ќе биде исто така, мада сега како што гледам и другиве екипи во Романија се доста засилени, имаат доста појачувања, гледам дека од година во година е се поквалитетна романската лига. Така да има и други екипи што се бројуваат за борба за таа шампионска титула. Но тука нели ние со Динамо сме градско дерби, од исти град доаѓаме и имаат поголем набој тие надпревари. Така да ќе видиме, ќе покаже оваа сезона кој ќе испадне победник. Каква е поврзаноста помеѓу машката и женската екипа на ЧСМ Букурешт? Па добро, значи ЧСМ Букурешт е едно спортско друштво каде што содржи повеќе спортови се по тоа друштво, значи ракомет, рагби, кошарка, тенис и не знам кој уште. Пак релативно тука нов сум, уште не знам доста работи, но колку што можев да сознам, значи тоа е едно спортско друштво што работи што има повеќе спортови. Ние сме во ракометот, нели, машката и женската екипа. Ние тренираме во различна сала, они тренираат во различна сала, они се во другиот реон од градот, ние сме на другата страна од градот. Така да немаме премногу поврзано со нив, но нели сепак кога ќе видите, сепак тоа е исто цело друштво, така да сепак сме заедно тука сите. Колку романците го сакаат ракометот? Па колку што може да видам, значи тука е популарен женскиот ракомет од машкиот, повеќе нели се вложува и се имаат подобри резултати во женскиот ракомет, но од година во година расте и машкиот ракомет.
Така да мислам дека романците го сакаат ракометот, се гледа тоа и на самите надпревари. Прво коло каде што игравме во Калараш и таму беше значи една прекрасна атмосфера, преполна сала, се гледа дека романците исто така живеат за ракомет. Минатата сезона настапувавте Тулуз. Раскажете ни повеќе за ова искуство. Па да, минатата сезона играв во Тулуз, поминав една сезона и 2-3 месеца. Таму имав договор на една година, имав исто во договорот за плюс уште една година да се договориме, но испаднав како што испадна, имав понуда од ЧСМ Букурешт, подобри услови ми понудија, не се договорив со нив во Тулуз, но сепак сакам да им посакам све најдобро во текот на оваа сезона. Таму поминав прекрасна година каде што запознав многу добри луѓе, добар град. Тулуз ки ми остане до крајот на животот, мислам, во моје сеќавање. Навистина добра организација имаше таму во клубот, добри луѓе работеат. За година дена колку што бев, мислев као да сум бил, не знам, 10 години. Као дома едноставно се чувствував. Стварно добар клуб е Тулуз, добро организиран и им посакувам све најдобро. Колкав предизвик е да се настапува во романското првенство? Па, нормално дека е предизвик, има, како што кажав, премногу добри екипи оваа сезона, каде што се добро засилени со добри играчи. Ние сме, еве да кажем, во Букурешт овие два тима, Стеауа исто така добар тим, од Орхеј, каде што играат наши македонски репрезентативци, они се исто така добри. Темишвар, тоа се сведени добри екипи, Констанца, каде што сите мислам дека имаат релативно еднакви шанси да се борат за таа шампионска титула, затоа што тука системот на надпреварување се игра регуларен дел, па потоа почнува плейоф, првите 8 најдобри екипи. Мислам дека тој дел од сезоната е најважен, плейофот. Таму значи треба да бидат екипите спремни за тој плейоф, да влезат подготвени максимално. Тоа е најважен, така да, кога се игра еден или два меча во плейофот, ништо не се знае. Тука не победува секогаш квалитетот, некогаш и борбата и срцето и желба да победуваат. Така да мислам дека ќе биде интересно, предизвик е да се игра во оваа лига за мене, па ќе видиме на крајот што ќе покаже. Втора сезона сте надвор од Македонија. Што е тоа што најмногу ви недостасува од дома? Па да, некако првите неколку месеци кога отидов од Македонија, некако се ми беше чудно, затоа што цел живот играв во Македонија, бев дома, ми беше малце чудно, не знам, ми фалеа другарите, ми фалеа оние секојдневни излегување после тренинг на кафиња, на ручеци, али сето тоа после се нормализираше, се стабилизирав, мислам, во странство, сепак прв пат да одиш во странство не е едноставно, но мислам дека сега после 2 години за мене сосем нормално, немам никаков некој проблем. Македонија, сепак е најубаво дома да играте и дома да настапувате, но за мене тоа се во моментов не представува проблем, професионалец сум и така да мислам дека се одработува максимално задачата. Да се свртиме малку кон репрезентацијата. Лино Червар ви е доста познат како тренер. Какви промени очекувате тој да донесе на репрезентативен план? Па добро, да. Лино сега е нов селектор, беше назначен од федерацијата да ја води оваа репрезентација, после да кажам, тој неуспех на олимписките квалификации. Сите знаеме кој е Лино во Македонија, од него се очекува она најдоброто, секогаш да го вади максимумот од играчите. Мислам дека Лино као тренер е доста квалитетен, на него е сега задачата да направи тим што би играле на тоа светско првенство и би се представиле добро. Нема многу време за припреми, веќе за неколку месеци почнува тоа светско првенство, така да добро нам ни е познат доста играчи, ние сме од Металург што сме играле
со Лино Червар, нели, доста доволно познат тренер ни е, така да немаме проблем околу адаптацијата со него. Така да останува сега уште да покажат резултатите. Во каков правец очекувате да се движи иднината на македонската репрезентација? Па добро, иднината на македонската репрезентација и на македонскиот ракомет, не знам што да кажам. Значи, сега ги гледавме нели младинците на тоа првенство каде што игра во Данска. Има доста квалитетни деца, квалитетни ракометари. Они не покажаа тоа можеби со резултат, али мислам дека треба да им се даде шанса, треба да се верува во нив. Доста квалитетни има деца, талентирани, што треба, мислам дека треба доста да се работи со нив. Доста работа, така да за да нешто имаме ние за во иднина, македонската репрезентација добие неколку играчи и каде што да добие прецена квалитет, каде што би можеле да играме нели на најголеми надпреварувања и да постигнуваме резултати. Ја мислам дека иднина во македонскиот ракомет имат, ракометот ни е најпопуларен спорт во Македонија, само треба многу повеќе работа со младите играчи и мислам дека резултатите нема да изостанат. За крај кажете не повеќе за вашите очекувања тука во романското првенство, на европска сцена, како и на репрезентативен план. Па добро, да, овде кога дојдовме во ЧСМ Букурешт, амбициите нивни се нели чекор понапред идат како и секој клуб од минатата сезона, така да они нивните амбиции беа да се стигне до шампионската титула во ова романско првенство, каде што ја мислам дека имаме и реални шанси, добра и квалитетна екипа, а исто така да се стигне во ЕХФ купот чекор понапред и да се пласираме во тој Final Four од ЕХФ надпреварувањата. Значи тоа се амбициите на клубски план, на репрезентација знаеме што не чека. Сега е веќе во ноември месец, мислам дека играме со Украина на домашен терен и со Чешка во гости. Имаме тие квалификации за Европско првенство во Хрватска, каде што се многу исто така битни за нас. Мислам дека треба да се насочиме прво кон тие два надпревари, па после тоа да размислуваме на светското првенство, каде што за мене се тие две утакмици од исклучителна важност, како ќе се движат, во кој правец ќе се движи квалификацијскиот циклус понатака. Очекувањата се нели да се пласираме на тоа европско првенство во Хрватска, па после тоа ни доаѓа светското првенство во Франција, каде што не знам, мислам сме во една група тешка, нема нели лесни тешки групи кога веќе сте на светско првенство. Таму идеме растоварени, мислам дека нема што да загубиме и да идеме да се надигруваме со сите репрезентации, па мислам дека е успех за нас да се пласираме во таа втора фаза од да ги поминеме групите. Моментално мислам тоа за нас е успех, така да тие горе-доле очекувања. Па сега ќе видиме, нели долга е сезоната, не знаеме што ќе ни понуди, имаме нели доста играчи, сите да останеме здрави, тоа е најбитно, па резултатите мислам дека ќе си дојдат.